Добар ден, почитувани гледачи, дневник на телеканал А1. Трите најглавни теми за денес се следните. Мирни протести и блокада на автопатот Гевгелија-Скопје денес организираа земјоделците од Гевгелиско-Валандовскиот крај. Центарот за развој на југоисточниот плански регион одржа јавна расправа и работилница за управување со отпадот во 10 општини на југоистокот. Општина Доиран ја изнесе на јавна анкета предлог верзијата на новиот детален урбанистички план за населените места Стар Доиран и Сретеново. Започнуваме со попладневното издание на дневникот на телеканал А1. Мора силно да се посветиме на задржување на целовитоста на државата и сите граѓани да се обединат за Македонија да биде модерна и европска земја. Министерот за надворешни работи Никола Поповски од Загреб порача дека ниту една странска земја не смее да се меша во внатрешните работи на земјава. Наша примарна задача е и во најкритични моменти секогаш да се посветиме на главната задача, а тоа е да обезбедиме сигурност, безбедност, економски просперитет за нашите граѓани. И убеден сум дека и во оваа ситуација ќе бидеме уште посилни и уште поуспешни. Од друга страна, не смееме да дозволиме на други да ни наметнуваат странска агенда во Република Македонија и мораме силно да се посветиме на задржување на целовитоста на државата и сите граѓани обединети за желбата за една модерна европска Македонија. Специјалната обвинителка Катица Јанева ќе ја исклучи од својот тим обвинителката Фатиме Фетаи, пишуваат медиуми кои известуваат на албански јазик. Според медиумот Алма Кос, тензиите настанале кога Фетаи подготвила комплетен предмет со обезбедени посебни истражни мерки за функционери на една албанска политичка партија, што би бил прв предмет кој не е против неголемата политичка партија ВМРО-ДПМНЕ. Во јавноста се коментира дека станува збор за една од партиите кои треба да бидат во коалиција со СДСМ, поради што Јанева инсистирала предметот воопшто да не се отвара, бидејќи може да им наштети на преговорите за коалиција кои што ги води лидерот на СДСМ Зоран Заев. За оваа информација одговор се барало и во специјалното јавно обвинителство, но оттаму само накратко кажале дека станува збор за дезинформација и дека во наводните нема вистина. Во македонските медиуми кои ја пренесуваат оваа вест, останува нејасно зошто ваква информација лифтеруваат медиумите кои се финансирани од Сорос. Продолжуваме понатаму со дневникот. Мирни протести и блокада на автопатот Гевгелија-Скопје денес организираа земјоделците од Гевгелиско-Валандовскиот крај, одлучни и едногласни со барање за повлекување на албанската платформа. Продолжуваат протестите и блокадите на магистралните патишта и во јужниот регион, организирани од страна на земјоделците. Мирен протест денеска одржаа земјоделците од Гевгелиско-Валандовскиот крај, кои со земјоделска механизација го блокира автопатот Гевгелија-Скопје. Земјоделците се согласни и со барање за повлекување на албанската платформа. Решивме да се собереме тука на спонтан начин, сите земјоделци од Валандовско и од Гевгелиско има, за да го изразиме револтот кон донесувањето на една платформа која што е според нас и според сите разумни луѓе на оваа држава и на планетава, дека тоа носи немир, носи разнебитување на државата и не води кон добро. Ние, како сите останати луѓе, сме загрижени за иднината на нашето поколение, за да не ни се случи нешто што го имаме веќе поминато. Прво да изразам на безрезервна поддршка на одлуката на председателот Ѓорги Иванов, храбра одлука и соодветствува со потребите на нашата држава, на народот. Македонија во регионот е пример за човекови, за национални права, значи не се работи тука за права, тука се работи за рушење на државата и затоа ќе стоиме на бедемот за да одбраниме нашата држава.
Сите знаат дека во Турско били сме 500 години по турска власт. Па ниту ни смениле име, ниту ни смениле националноста, ниту ни изгореле некоја црква, ниту имали сме проблеми ништо. Значи, со оваа платформа има нешто друго. Значи, не е двојазичност, не е да го научиме јазикот. Сака да не постоиме како народ. Мирните протести и блокади се резултат на последните политички случувања во земјава. Загрижени за својата и иднината на своите деца, земјоделците изразуваат поддршка на македонските патриоти кои застанале во одбрана на татковината и не сакаат експериментирање со македонските национални чувства. Земјоделците со едночасовната блокада сметаат дека на ваков начин придонесуваат за унитарноста на Македонија и најавуваат блокади и протести секојдневно, зголемувајќи ги секој ден за 1 час повеќе. А предлог измените на законот за избори кои предвидуваат земјоделските субвенции да можат да се исплаќаат по континуирање на собранието, а не по формирање влада. Министерот Цветков ова го најави на средбата со струмичките земјоделци, а денеска предлозите се разгледуваат на владина седница. Спротивно на очекувањата на земјоделците дека редовната исплата на субвенциите ќе се одвива непречено и ќе нема застој во периодот пред и после изборите. Сепак политичката криза и се уште неформираната влада си го направи своето, па затоа производството кое не може да чека е ставено на стендбај, а земјоделците се соочуваат со доцнење на исплатата на субвенциите. За да се надмине оваа ситуација во секторот и да се излезе во пресред на сите засегнати страни, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство изготви предлог измени на законот за избори кои предвидуваат земјоделските субвенции да може да се исплаќаат по конституирање на собранието, а не по формирање влада. Законот е повисок од владата и во тој правец јас дадов предлог за измени на законот за избори, каде што кажуваме дека субвенции нема се исплаќа 20 дена пред отпуштување на кампањата и со конституирање на собранието. А тоа е, знаете дека во рок од 20 дена по изборите треба да се направи. Така да тој закон е на Министерството за правда, но ние како Министерство за земјоделие кои што сме највеќе засегнати, го предложивме ова измени на законот. Како што истакна Цветков, при средбата со земјоделците од струмичкиот крај, имајќи во предвид дека во периодот што ни предстои треба да се распишат и локалните избори, ресорното министерство повторно се судрува со истиот закон. Во прилог на земјоделците е час побрзо да се прифатат предлог измените на законот за избори и исплатата на субвенциите да отпочне да се одвива без проблеми. Значи не ни треба нас и влада, не е потребна влада, бидејќи собранието треба да се конституира, да се избере председател и да првата седница може законот да помине. Нема да чекаме не јуни. Зашто да чекаме јуни? Имаме пратеници, имаме се, доколку сите се залагаат да тоа дека на земјоделци треба да се помогне, треба едногласно сите пратеници да гласат за измена на овој закон, што не е ништо, значи, како да кажам, страшно, значи само еден нелогичен закон донесен. На денешната владина седница се очекува да се изгласаат предлог измените на законот за избори и земјоделците да ги добијат заслужените субвенции за минатогодишното производство. 60 проекти ќе се финансираат со 3 милиони евра согласно програмата за рамномерен регионален развој. Целта на овие проекти е развој на 8 плански региони, развој на општините и подобрување на квалитетот на живење. Проектите се поделени во 3 компоненти за развој на планскиот регион, за развој на подрачја со специфични развојни потреби и развој на селата. Унапредувањето на планските региони преку реализација на проекти од страна на центрите за развој и на општините представува одлична можност за зајакнување на конкурентноста и поголем раст на локалната економија, создавање на нови работни места, подобрување на условите за образование, поттикнување на културниот и рекреативниот дух, како и обезбедување на подобар животен стандард. Министерството за локална самоуправа ќе продолжи со поддршка на планските региони и на општините за да го поттикне развојот пред се на помалку развиените. Нашата цел е средствата за развој на планските региони секоја година да се зголемат во рамките на буџетот на Министерството за локална самоуправа, но и од други меѓународни фондови со што ефектите ќе се мултиплицират и ќе се имплементираат по големи стратешки проекти.
Трет ден масовни и мирни собери во Струмица. Граѓаните испраќаат пораки со големо да за зачувување на унитарноста на Македонија и не за нејзиното разнебитување. Продолжуваме понатаму со дневникот. Во Велешкиот суд продолжи судскиот процес против тројцата лекари обвинети за смртта на родилката Маја Кадиева и нејзиното новороденче, кој на 22 октомври 2015 година почина во Гевгелиската болница. Двајцата анестезиолози, од кои едниот во меѓувреме почина, биле пијани и лекарската комора им ги одзеде лиценците за работа. Педијатарот, кој бил на повик, потврди во судницата дека обвинетиот анестезиолог мирисал на алкохол додека се бореле за живот на родилката Маја Кадиева и нејзиното новороденче. Веќе почнаа картите полека да се отвараат. Еден од сведоците кои што повторно се даваше исказ, јавниот обвинител го потсети, му го предочи исказот, сосем легална процедура предвидена по законот и тој потврди дека го видел едниот од анестезиолозите во алкохолизирана состојба, му мирисал на алкохол. Ова денеска што го слушавме, убеден дека ќе има казна за тие што го направи тоа што ми го направи и да почекаме уште малце. Продолжуваме со настаните од југоисточниот регион. Центарот за развој на југоисточниот плански регион одржа јавна расправа и работилница за управување со отпадот во 10 општини на југоистокот. Овој проект ќе даде предлог мерки за изградба на нова регионална депонија, селектирање на отпадот и изградба на претоварени станици за отпад. Центарот за развој на југоисточниот плански регион одржа јавна расправа и работилница по нацрт регионалниот план за управување со отпад и нацрт стратешката оценка на животната средина како дел од проектот изработка на регионален план со 10 општински планови за интегрирано управување со отпад во југоисточниот плански регион. Станува збор за создавање план за управување со отпад и давање предлог мерки за изградба на нова регионална депонија. Според Жулиета Ѓуркова од Центарот за развој на југоисточниот плански регион, во овој проект ќе бидат опфатени сите видови на отпад. Целта на изработката е на овие два документи покрај тоа што е законска обврска, припишана од страна на Министерството за животна средина и се работат во скоро сите 8 региони во државата, е да даде точни насоки во однос на количината на отпад, подобрување, зголемување на собираност на отпадот, транспорт на истиот и депонирање на отпадот, да се дадат предлог решенија за изградба на регионална депонија, а секако и санирање на постоечките депонии кои мора да признаеме ги имаме многу во нашиот регион. Како што истакна Игор Ристевски од Градежен институт на Република Македонија, по 6-месечните проценки направени се анализи за утврдување на точниот процент на составот на отпадот во сите општини, урбани и рурални средини. Со овој проект беше изготвен акциски план со краткорочни, среднорочни и долгорочни мерки до 2040 година и како што вели Ристевски, се очекува до 2035 година веќе да имаме функционално и селектирано собирање на отпадот. За таа цел прифатено е најоптималното сценарио со изградба на претоварна станица за отпад во Валандово и Василево. Беа предложени 3 сценарија. Првото сценарио е регионална депонија да има во Добрешинци во Василево, каде што моментално одлагаат општина Василево и Струмица отпад, меѓутоа и другите општини треба да се приклучат кон тоа. Предложена беше прва санација и затварање на сегашната депонија и отварање на нова, која што отварање ќе се одвива во 5 кели во период од 15 години. И сите општини треба да носат отпадот од своите општини на оваа депонија. Со изградбата на претоварните станици би се намалила количината на отпадот, а се очекува да се овозможи и домашно компостирање со оглед на тоа што овој регион е земјоделски. Исто така потребно е да се изработат и 10 петгодишни општински планови во согласност со регионалниот план кои ќе дадат позитивен ефект во заштитата на животната средина. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија станува се повеќе бројна. Струмичани денес трет ден масовно се собираат и испраќаат пораки за зачувување на унитарноста на државата. И на социјалните мрежи може да се видат бројни статуси на струмичани кои повикуваат на поддршка за ваквите собери.
Струмица е еден од 16 градови во Македонија каде веќе неколку дена поред граѓаните масовно излегуваат на улиците и ја даваат својата поддршка на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Во Струмица веќе трет ден граѓаните кои се помасовни испраќаат пораки со големо незавоведување двојазичност, менување на химната, знамето, уставот и се она што може да ја загрози независноста и сувереноста на Македонија. Од друга страна пак ја праќаат моќната порака како и во останатите краишта во Македонија дека не може некој да се игра со националните интереси и дека македонците ќе ја зачуваат унитарноста на државата. На Македонија. Тоа ми е најважно. За тоа доаѓа. Друго не ме интересира, само доброто на луѓето и на Македонија. Генерација кој сум роден 41 година. Учев в македонска школа и така сум воспитан. Се сакам државата, фамилијата и мене и моите внуци. И да оставаме оваа држава на внуците. Зашто ја добивме без капка крв. Бранителите значи секогаш се први и секогаш се таму кај што треба за одбрана на татковината. Бевме 2001, ќе бидеме и сега. И една порака и до Заев и до компанијата. Значи Македонија никогаш нема да дозволиме да се растори. Само да ја одбраниме Македонија од предавниците, ништо повеќе. Заедничко да чуваме нашата држава Македонија, унитарна, заедничка на сите народи народно се живеат туку Македонија. Само една може да биде. Една, само една унитарна Македонија. 2001 година ја браниме. И сега ќе ја браниме. Пораките за Македонија. Доста ни беше таа делба. Мојот татко се е борил за таа Македонија и јас животот си го давам за неа. Пораките за унитарна Македонија. Сите сакаме да живееме во собствена држава, а не да бидеме во втор степен од нашата држава. Македонци сме и сакаме македонци да останеме. За екипата на Телеканал А1 која беше дел од мирниот протест на диаспората во Женева, организаторите велат дека и покрај тоа што се далеко од државата, тоа што се македонци нема да може никој да им го одземе, дека со заеднички сили ќе застанат на браникот на татковината и ќе се спротистават директно на секој оној кој ќе сакае да ја наруши унитарноста на државата. Не ме интересираат никакви партиски интереси. Ние сме над партиските интереси. Значи, столбовите на државата, тоа нас не интересира. Нека води државата кој сака, со најдобрата програма, економска програма, да ги обединува сите луѓе во Македонија, без разлика на верска припадност или на етничка припадност. Сите сме македонци. Ако живееме во Македонија, имаме македонскиот пасош, сите сме македонци. Значи, решение за сите македонци, ама да се знае, сите сме за унитарна Македонија. И на социјалните мрежи може да се видат бројни статуси на струмичани кои повикуваат на поддршка за ваквите собери, бидејќи според нив само вистинските македонци може да се одбранат државата. Еднаш ме праша што посакувам од својот живот во иднина. Немав конкретен одговор, не знаев детали. Одговорив дека сакам да бидам среќна, да бидам со човекот кој ме сака ваква како што сум, кој ќе ја разбира уметноста, да живеам некаде, ако тоа не биде Црна Гора, во земја каде има многу сончеви денови. Домот да ми мириса на деца и колачи. Не знаев дека таа земја ќе има сонце на знамето. Не знаев дека тоа сонце ќе ми го осветлува патот и ќе ми ја грее кожата. Не знаев дека Македонија е таа земја, Александрова. Сега некој сака да го украде тоа сонце, мене, на македонците, на моите деца. Сега некој сака зборот Македонија повеќе да не постои. Тоа преубаво име. Дали е тоа можно? Ова да е сон или кошмар? Ги повикувам сите неопределени пријатели и оние определените за било која партија, без разлика на кој етнос или вероисповед му припаѓаат, на кој опстанокот на унитарна Македонија им значи нешто, да го кренат својот глас против срамното потпишување на платформата, креирана и подпишана од премиер на туѓа држава, зашто утре ќе биде доцна, не затварајте ги очите пред вистината. Како може да дебатираме за друг народ кога ние како народ сме негирани? Како можеме да помислиме па само и да дебатираме за вметнувањето на туги символи, кога нашите не се признаени, па ние се уште имаме битки недобиени? Што со македонскиот јазик? Што со нашето име? Што со македонскиот народ? Што со нашите символи? Го решивме ли ова еднаш за секогаш, па да можеме да водиме други битки? Нашите рани уште не се залечени. Од протестите, освен барањата за отфрлање на албанската платформа, се испраќаат и барања до Европската унија за признавање на државата под името Република Македонија, да се почне со преговори за членство во Унијата и да се упати покана за членство во НАТО. Учесниците на протестите побараат земјите членки на Европската унија да го осудат и мешањето на премиерот соседството во внатрешните работи на Македонија.
Општина Дојран ја изнесе на јавна анкета предлог верзијата на новиот детален урбанистички план за населените места Стар Дојран и Сретеново, кој меѓу другото нуди можност за изградба на неколку кружни текови, како и проширување на граничниот премин со царински терминал. Новите сообраќајни решенија се дел од новините вклучени во деталниот урбанистички план за населените места Стар Дојран и Сретеново, чија предлог верзија деновиве ја објави на увид општина Дојран. Планот изработен од Институт за урбанизам, сообраќај и екологија Инпума од Скопје нуди можност за изградба на неколку кружни текови во овој дел од општината, меѓу кои едниот е предвиден пред граничниот премин со Грција, а другиот на спротивниот крај, односно во правец кон Нов Дојран. За граничниот премин е предвидено и проширување со царински терминал за увоз и извоз со придружни објекти. Планот во нацрт верзија беше презентиран пред јавноста минатата година, а сега предлог верзијата ќе биде изложена на огласната табла во седиштето на општината, во Стар Дојран на излогот во Маркетот Македонија и во Сретеново на излогот од Маркетот Вија Трейд, во рок од 11 работни дена, односно до 14 март. Јавната презентација на планот е закажана за 15 март во просториите на општина Дојран со почеток од 12 часот. Локалните власти информираат дека анкетните листови за учество во јавната анкета може да се добијат во општината, а во определениот рок заинтересираните правни и физички лица од подрачјето опфатено со планот можат да достават писмени забелешки, предлози и мислења во анкетните листови. По оваа фаза следи усвојување на планот на седница на Советот на општината. Инаку општина Дојран паралелно ја подготвува и постапката за новиот детален урбанистички план за населеното место Нов Дојран, кој наскоро треба да биде изложен. Носењето на деталните урбанистички планови е обврска на општините согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, кој лани претрпе измени со цел да се скратат постапките и да се олесни работата на општините. Почитувани, да видиме што се случуваше денес во светот. Европскиот парламент најави дека американците ќе бидат принудени да аплицираат за визи за да патуваат во Европа, како одговор на одбивањето на Вашингтон да им дозволи на сите европејци да патуваат во САД без визи. Во актуелната војна на визи засега е одлучено дека на граѓаните на САД ќе им бидат потребни дополнителни документи за патување, се додека на граѓаните на 5 земји на Европската унија, Бугарија, Хрватска, Кипар, Полска и Романија, не им се дозволи да одат во Америка без визи. Европската комисија има 2 месеци повторно да воведе визи за американците кои сакаат да патуваат во Европа, откако членовите на парламентот се согласиле дека Европската унија има легална обврска да ја суспендира програмата за безвизен режим со САД за 1 година. Додека со плитка популистичка реторика се меша во внатрешните работи на Македонија, Еди Рама се соочува со гневот на албанските десничари кои што протестираат во огромна бројка и бараат негова оставка. Лидерот на албанската опозицијска демократска партија Љурзин Баша порача дека ќе продолжат големите протести со барање владата на Еди Рама да поднесе оставка и да биде формирана техничка влада која во јуни би распишала и обезбедила услови за фери демократски избори. Баша ги предводи протестите против премиерот Еди Рама, на кои што се собираат илјадници луѓе и ја обвинува албанската влада дека се обидува да манипулира со изборниот процес. Неколку демонстранти дури и запалија кукла која што го имаше неговиот лик. Турските власти обвинија Германија за двојни стандарди откако властите на германскиот град Гагенау го спречиле турскиот министер за правда Бекер Боздак да се обрати на приврзаниците на турскиот претседател Реджеп Тајип Ердоган. Од Турција порачуваа дека Берлин мора да научи како да се однесува доколку сака да одржи односи со таа земја. Боздак требало да се обрати пред приврзаниците на Ердоган во рамки на напорите на Анкара да прибере подршка меѓу, како што се проценува, 1,5 милион турски државјани во Германија за одржување референдум за зголемување на овластувањата на турскиот претседател кој треба да се одржи во април годинава. Кандидатите за Нобелова награда за мир за 2017 година се 318, се наведува во соопштението на организацијата која ги дели наградите, цитирано од агенциите. Според Норвешкиот Нобелов комитет во вкупната листа на номинираните се 2125 поединци и 103 организации. Ова е втора подолжина листа по 2016 година, кога кандидатите беа 376. Минатата година Нобеловата награда за мир ја доби претседателот на Колумбија Хуан Мануел Сантос за неговите напори за
прекина граѓанската војна во земјата, која трае над 50 години, во која досега загинаа над 220.000 колумбици. И уште една информација за овој дневник, а тоа е какво време не очекува за престојниот викенд. Викендов ќе има сончево и топло време со мала до умерена облачност. Ќе дува умерен, повремено засилен југоисточен ветер. Утринската температура ќе се движи од 0 до 6 степени, а дневната од 14 до 20 степени. Според прогнозата на УХМР, од понеделник под влијание на серија влажни воздушни бранови ќе преовладува променливо облачно време со повремени врнежи од дожд со променлив интензитет. На повисоките планини врнежите ќе бидат од снег. Повеќе врнежи се очекува во западните и јужните делови, особено во среда. Од понеделник до четврток утринската температура ќе се движи од 1 до 8 степени, а дневната од 7 до 18 степени. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен ден.